Дојдовте назад на мојот YouTube канал. Јас сум Марио и вие сте во еден мој нов влог. Шалом, Ивона сум ја. Заедно сме со Марио тука, не знам каков ќе му овој влог, јас само му ја земав камерата да го најавам. Другари, ајде да ви се обратам и ја. Ивона го најави влогот. Јас единствено што имам да додадам е дека денеска ќе ставам две нови татоважи на моето драгоцено тело. Нешто потоцно ќе ви објаснам што конкретно ќе татовирам, зашто ќе татовирам и така натаму. Иако сметам дека е мега некултурно да прашаш човек што не го познаваш што му значи татоважата, затоа што генерално моите татоважи се релативно интимни. Седнавме овде да пиеме кафе, се ништо веројатно не се гледа, ја покушавам да ви го покажам кафето што го пиеме. Ивона forever and always носи со себе некакви чудни чаеви и глупости. Абе не се чудни, обичен чај од шипка. Али битно го носи. И надвор и внатре го носи. Ова би требало утре да ми биде, тоест за саат време да ми биде ишарано. Како и да е, ке ви се пријавам за да ви кажам што се дешава. Довидување до следно видување. Здраво, другари, по втор пат од мене за денеска. Неколку часа подоцна ви се јавувам од дома. Денешниот влог е релативно пиши пропало, затоа што имам многу малку материјали, но сакам да го објавам. Мртов уморен сум, станат сум во 6:30 сабајле, цел ден бев на работа. После работа директно отидов да се татовирам. Завршив пред буквално 2 часа. Се прибрав, почна полициски час, ручав, вечерав, све уедно и седнав да ги погледнам материјалите, сватив дека немам доволно материјали, сватив дека немам нормална најава, немам никаква одјава и одлучив вака да ви се јавам за да ви кажам што денеска се случуваше онака нараторски. Пред неколку дена на Инста стори ви известив дека во петок ќе се татовирам. Денеска е петок и се татовирам. Во меѓувреме на Инста стори ги објавив татоважите и почна да пристигнуваат прашања. Зошто се татовираше? Каде се татовираше? Дали те болеше? Што ти значат татоважите? Епа еве кон крајот на денешниот влог ќе ви одговорам накусо на сите тие прашања. Иако веќе во најавата напоменав дека според мене е некако некултурно човек што не го познавате доволно да го прашате што му значат татоважите. Затоа што почнувајќи од мене, сите татоважи ги ставам онака периодично и сите ми се некако интимни, така што не би сакал да навлегувам длабоко во нивното значење, меѓутоа ќе ви одговорам на прашањето што ми значат татоважите. Како што имавте можност да видите во текот на влогот, а и на мојот Instagram профил, направив две нови татоважи, едната на рака, другата на нога. Првата татоважа е анти. Што значи анти? Анти во буквална смисла на збор значи против. Е сега зошто ја татовирам на рака анти? Ако ме прашате, Марио, со кој збор би се опишал себе си, тоа дефинитивно ќе биде тој збор. Анти. Втората татоважа е палма на нога. Што значи палма? Во мојот случај палма има едно метафорично значење, поврзано со неколку досегашни искуства кои имале придонес при градење на мојата личност. Сите тие искуства ги поврзувам со палма. Не би можел да го конкретизирам ова објаснување затоа што е интимно, а не би сакал баш се да сервирам на тацна. Така што ете, тоа се моите нови две татоважи. Во коментар обавезно напишете ми дали ви се свиѓаат и која повеќе ви се допаѓа. Што се однесува до прашањето каде се татовирав, се татовирав во Hardcore студио кај Ивица Станковски, така што имате моја топла препорака, доколку сте од Куманово или околината. Дали болеше? Да, особено ито од ова анти. Генерално тоа е тоа, не знам што повеќе да ви кажам во однос на денешниот ден и во однос на моите нови две татоважи. Ништо, во овој момент се одјавувам, ви благодарам што го гледавте влогот, се надевам дека ви се допадна, доколку во иднина сакате уште вакви кратки дейли влогчиња, обавезно тоа напишете ми го во коментар, доколку се уште не сте, претплатете се на мојот YouTube канал, заследете го мојот Instagram профил, а ние се гледаме во некое следно видео многу наскоро. Чао!